Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Срдечни средби по години невидување, радост што повторно се дома меѓу своите. Доминираше на традиционалната средба на иселениците во каменичкото село Цера во комплексот Еленец. Но помеѓу средбите со блиските, општината Македонска Каменица на денот на диаспората настапи со идејата на иселениците поблиску да им ги представи можностите за инвестирање и поддршка на нивните бизнис идеи. Каменичкиот крај полека станува печалбарски, со пребројани над 2000 иселеници кои заминале во Германија, Италија, Словенија, Белгија и други земји. Некои од нив таму во новите земји имаат успешни бизнеси, како што е Тоде Веселиновски, кој во Италија вработува 10 луѓе. Иако во оваа европска земја е 23 години за себе, кажува дека е таму на привремена работа. Вели дека како пензионер ќе се врати во Каменица. Оптимист е и за младите. Очекуваме во наредните години, значи, кога ќе дојде време за во пензија и да се врати во нашите родни краеви. Младите се адаптирани таму, но мислам дека со тек на време до и младината ќе дојде време да се врати овде. Неговиот сограѓанин Стојан Атанасовски по 16 години работа во Италија се вратил во родната Македонска Каменица, каде во 2011 година отворил градежна фирма. Вели, работа има, но нема работници. Платите се ниски и младината неќе веќе да работи. Сака помалку работа, повеќе пари и побав живот. Надеж има, државата треба да си преземе мерки за финансирање. Банките исто така треба да помага. Иселениците со кои разговаравме изјавуваат дека потребен е подобар економски амбиент за нивно враќање, но уште повеќе да се намали иселувањето. Токму во таа насока се напорите на општината Македонска Каменица, која стана втората општина во Македонија во која се отвори специјализирана канцеларија наменета за иселениците. Токму на денот на диаспората свечено беше отворена канцеларијата, која постојано ќе работи во функција на потребите на иселениците. Градоначалничката Сонја Стаменкова ги повика иселениците да ја искористат оваа канцеларија, да размислуваат за отворање на свој бизнис во родниот град, а општината со тоа да ја направат подобро место за сите. Наша обврска и наша желба е комуникацијата и соработката да ја подигнеме на многу повисоко ниво од она што е денеска. Па така да првиот чекор е отварањето на канцеларијата во која што нашите иселеници ќе имаат достоен партнер од каде што ќе започне соработката, каде што ќе започне и иницијативата за понатамошни активности и воедно од овде ќе бидат испочитувани нивните идеи, нивните заложби за инвестирање во Македонска Каменица. Канцеларијата наменета за диаспората е владин проект. Министерот задолжен за диаспората Едмонд Адеми дојде во Македонска Каменица за лично да им пренесе на иселениците дека од неодамна владата усвои економска програма која е наменета за поддршка на нивните бизниси. Во тој закон има посебен член предвиден и за инвестициите од диаспората кои што добиваат дополнителна поддршка од 10% од она генералната поддршка како инвеститори од диаспората, се со цел да ги измотивираме уште повеќе да дојдат во своите родни места или во својата држава, било каде да може да инвестираат. Еднаков пристап кон домашните и странските инвестиции е политиката на оваа влада им пренесе на иселениците министерката за привлекување инвестиции Зорица Апостолска на работниот состанок во Еленец. Доколку се одлучат да инвестираат во матичната земја, за нив има во поголем број на мерки и двојно поддржување, односно двојна поддршка од страна на владата на Република Македонија, особено во делот на инвестициите во градбите на фабрики, во купување, во донесување на нови машини, ново знаење, во поглед на извозот. Општината Македонска Каменица веќе неколку години ја има слободната индустријска зона. Општината на иселениците, освен помош во почнување на сопствен бизнис, им нуди и олеснување и ослободување при почнување на нова инвестиција. Идејата е што повеќе каменичани својот бизнис да го пренесат во родниот крај, преку отворање на нови работни места и заживување на локалниот економски живот. Како што вели градоначалничката Стаменкова, подготвени се да ги слушнат идеите на иселениците, а заедно потоа да ги преточат во инвестиција за подобар живот на сите во општината. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk